враќа во детството, зар не? Добро познатиот бисквит на српскиот производител Бамби. Сепак, веројатно е помалку познато дека оваа компанија денес е во сопственост на Кока-Кола, чии повеќе деценински економски придонес за Израел го уништува детството на безброј палестински деца. Во 2019 година Coca-Cola Hellenic Bottling Company ја купи српската кондиторска компанија Бамби од британскиот инвестициски фонд Mid Europa Partners за 260 милиони евра. Со оваа аквизиција, Coca-Cola ги стекна сите брендови на Бамби, вклучувајќи ги и бисквитите и сладките Бамби, Плазма, Велнес и Златни пек и Још Грицки. Тоа не е се. Coca-Cola за прв пат се вклучи во балканските брендови во 2005 година, купувајќи фабрика за преработка и флаширање на изворска вода од Врање, денес позната како Роса, од компанијата Симпо за нешто повеќе од 20 милиони евра. А на македонскиот пазар, Coca-Cola Hellenic Bottling Company прв пат инвестираше во 1998 година. Се сеќавате ли на Бучи Бучи сокчињата? Бучи Бучи сламчица, само Next премиум пакет. Coca-Cola го купи производителот на овошни сокови Next, пропадната српска компанија Fresh & Co од Суботица во 2006 година за 18,5 милиони евра. Нашата листа не завршува тука. Собственик, основач и производител на водата Олимпија е самата Coca-Cola HBC BH, која постои во Босна и Херцеговина од 1969 година. Околу истиот период, кога Coca-Cola ја отвори првата фабрика за франшиза во новородениот Израел. Токму поради децениските операции на окупираната палестинска земја, таа беше ставена на црната листа на Обединетите нации во 2020 година. Coca-Cola не е единствениот економски соучесник во израелскиот геноцид врз палестинците што влезе на балканскиот пазар. Тука е и Пепси, кој често го добивате бесплатно со кесичка чипс. А знаете ли зошто? Па затоа што подружницата на Пепси, PepsiCo Investments, со седиште во Холандија, во 2008 година ја купи српската компанија за производство на солени грицки Marbo Products и нејзината фабрика во Лакташ во Босна и Херцеговина. Цената на оваа аквизиција не е позната, а под покровителство на брендот во целосна собственост на Пепси покрај чипси има и грицки гат, клипси и пардон. Пепси не застана тука во влегувањето на балканскиот пазар. Иако и Coca-Cola се бореше за оваа аквизиција, во 2019 година инвестицискиот фонд Mid Europa Partners го продаде Књаз Милош од Арангеловец на конзорциумот на Пепси и чешкиот производител и дистрибутер на безалкохолни пијалоци Карловачка минерална вода. Од тој момент овој конзорциум ги презеде производните капацитети на компанијата Књаз Милош во Србија и нивните добро позиционирани брендови како Књаз Милош, Аква Вива, Гуарана, Ремикс, Густо, Тјуб и Миринда. А веќе 45 години од кога прв пат беше произведено Пепси Кола во земја. Додека Coca-Cola и Пепси продолжуваат да го помагаат економскиот развој на геноцидниот Израел, важно е да се знае кој стои за производството на вашите омилени брендови.